Рождеството Христово Божик во сите храмови на Македонската православна црква из утринава се одржаа божикни литургии. Централното одбележување беше во соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје. Од таму ја вклучуваме колешката Тамара Дичовска, која ќе ни пренесе и атмосферата во овој момент таму. Тамара, како измина овој ден во овој голем македонски и православен празник? Христос се роди, најпрви нека е честит Божик на сите православни христијани. Денеска верниците го слават еден од најголемите христијански празници, Христовото раѓање. Како што кажа и ти во најавата, денеска храмовите низ целата земја беа исполнети со верници. Таква беше атмосферата и тука во соборниот храм. Стотици верници дојдоа и присуствува на божикната литургија, се причестија по завршувањето на божикните пости, запалија свеќа, се помолија за здравје на и на нивните најблиски. Тука во соборниот храм чинно начелствуваше и поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, господин Стефан, а пораките од божикното слово предлагам да ги слушнеме во продолжение. Неговото доаѓање во нашиот свет, во нашиот дом и во нашиот живот. Кога тој ги загрева нашите срца, таа топлина се прелева меѓу нас и ни открива дека и во овој несовршен свет животот може да стане предвкус на царството, таму каде што владеат мирот и добрата волја. Секоја душа е христијанска, како што вели еден од ранохристијанските апологети. Секој човек трага по Бога и секому му е благопријатно неговото присуство. И кога ќе дојде до таа средба, човек не може да остане истиот. Нешто го потикнува да биде доблесен и да твори вистина. Светлината Божја ја истерува сенката на мракот, та човекот престанува да го сака злото и се стреми само кон доброто. Живееме во свет во кој што има неправди и беззаконие, каде што не само што не се почитуваат Христовите заповеди, туку и владеат норми најдиректно спротивни на нив. Но да не дозволиме тоа да ни стане прифатливо и вообичаено. Да не се сообразуваме со овој свет, туку нашиот живот во светот да го сообразиме со Христовите заповеди. Христос се роди. Вистина се роди. Христос се роди. Вистина се роди. Да, тоа беше дел од божикното послание кое што се читаше тука во соборниот храм, како што можевме да слушнеме и честитката за Божик, односно на традиционална Христос се роди, на вистина се роди. Како што напоменав и предходно, имаше стотици верници тука во соборниот храм, од најмалите, односно дечиња кои што дојдоа тука со своите родители да негуваат верата, како и до оние повозрасните. Сите си посака за Божик, здравје, среќа и да имаат мир и кажаа дека традиционално и овој Божик ќе го поминат како што доликува во кругот на семејството и со најблиските. Дел од нив ги снимивме и со нашата камера. По продолжение предлагам да ги слушнеме и нивните пораки за овој ден. Христос се роди. На вистина се роди. Како ќе си го прославите вие денеска Божик? Убаво и убаво. Што ќе правите дома со семејството? Ќе одите кај баби, кај дедо? Ќе одиме кај баби и дедо. Во црква ќе одиме и после дома со семејството. Еве кои се вашите пораки, желби за Божик? На сите им посакувам здравје и среќа, а друго кој како сака. На вистина се роди. Денеска го празнуваме Божик, како ќе си поминете вие за Божик денеска? Ние убаво ќе си поминеме, ќе одиме кај баба ми, кај дедо ми, ќе одиме на прошетка, кај чичкони, кај нас на гости и така. А денеска бевте тука во црква, си запаливте свеќа? Да, брат ми запали за мене. Па свечано во кругот на семејството, еве со радост, со убави моменти, да си пожелиме многу благосостојба семејна и многу радосни моменти. Најпрво здравје, потоа се друго. Највеличествениот ден, многу среќно, весело, со мисла за здравје, среќа за децата, за најблиските и за цел македонски народ. Како ќе го поминете денот? Па, еве, прво почнавме во црква и
после дома претежно. Децата не се тука да се радуваме заедно со нив. Далеко се. И така, малку срекно, малку тачно, зашто не сме заедно, ама тоа е тоа. Да, можевме ги слушнеме и најмладите, меѓутоа и повозрастните за тоа како ќе го прослават денешниот ден, односно Христовото раѓање, а пораки за здравје, мир и стабилност во државата, тука пред соборниот храм испратија и претседателката на државата Гордана Силјановска-Давкова, премиерот Мицковски, како и лидерот на СДСМ Венко Филипчев, па во продолжение ги слушнеме и нивните пораки за Божик. Денеска се подсетуваме на Богочовекот, на Исус Христос, кој што не е само денеска меѓу нас, туку е постојано меѓу нас, за да не подсети за тоа дека неговиот пат е нашиот вистински пат. Гледате колку народ одеднаш се обединува, гледате каква позитивна енергија и мисла има. Христос се роди, вистина се роди, а на сите граѓани да им посакам пред се здравје и среќа и мир во домот. Тоа е она кое што ни е потребно и тоа е она кое што мислам дека е важно во годината која што следи. Мир Божи, Христос се роди. Посакувам мирни празници, посакувам весели празници на сите верници кои денес овој празник го празнуваат. Ова е традиционален повод да се собере семејството, да се соберат најблиските, да се покаже почит, да се покаже грижа. Посакувам денот да помине мирно, а мирот во овие турбулентни времиња ни е и тоа како потребен за да можеме да продолжиме општеството да го градиме, да биде праведно, да биде толерантно, да биде слободно. И тука Тамара, ти благодарам за ова вклучување. Секако граѓаните забележуваме и преку камерата на нашиот колега се уште се присутни во соборниот храм, што значи дека и натаму е присутни се таму, пред се и убавото, ќе кажам убаво топло време, може би сега нема дожд, но да се надеваме дека сите како што стигна и пораките ќе бидат здрави, живи и пред се ќе биде мир во нашата држава. Благодарам уште еднаш за ова